Па Гостивар искрено е како град на толеранција. Може во другите градови кај што има се мешани етничките луѓе се малце по-проблематични, така да мислам дека Гостивар е добар пример за такво нешто. И треба сите да се почитуваме, сите че живееме. Нема да исчезнеме ние заради некој, небитно на различна национална база, така да мислам дека имаме надеж да бидеме една голема европска земја и тоа е тоа. Дали има доволно социјална правда? Па и не баш, и не баш. Општо правдата е на ниско ниво во Македонија. Социјална правда и како и исто и синдикатите пример не работат и многу работи треба да се крене на повисоко ниво. Ти кажам, некогаш добро, некогаш доволно, некогаш недоволно. Зависи према народ, према тоа. За национализмот што има да кажа? Па ништо добро, во Гостивар е добро. Моментално во Гостивар се поштуваат сите нации. Немат одредени трепачки, карањци, како што се поштуваат и албанците, и македонците, и ромите, и турците, сите нации се поштуваат. Па социјална правда сега кого како. Некој тој што има зема поише, некој што нема, тоа е сега. Од увек било така кај нас овде. Социјалната права тука не се баш многу почитувани, народот многу патит, но ипак Господа помогне за сите, така да не знам што да кажам. Тешко е, тука тешко. За антинационалност, дали како нациите дека живеат заедно? Абе, добро, тука во Гостивар моментално во нашиот град, значи добро живееме, значи нема некоја да кажеш нацистички, значи проблем ова тоа. Живееме добро сите, ромите, ние, значи турци, албанци, македонски, без обзира во која националност. Само проблемот е што еве малце сега со ова како што дојде ова новата влада, добро е нешто се покачува, значи некои да речеш еве овие што се социјални, значи социјални случаи. Ако сме малцинство, ама наша е тазговина. Овде ка сме родени, овде ка ќе живееме. 6-годишно дете и овде ќе останеме. И заедно ќе градиме ова Македонија. Само не знам што да ви ветам за вас младите. За вас младите немам ништо за ветување. Порано имавме. За време на комунизмот све имавме да ве нудиме. А сега немам ништо. Од сите страни све е црно. Штом не сте запослени, зашто да ми седите на сонце, место да ми бидете под сенка? Ако господина државата треба да тера политичарите правдината, да работат како што треба, а не народо кога има гласање иде за гласање на избори, а државата, премиери, председатели треба да работат како што треба за народот да работа, а не да работат да прават што не треба некој работи и тоа треба да се направи и за народот. Државата добро е. Ама политичарите не знам како го водат редо. Политичарите треба да прави народот. Да не прави криминал, да нема криминал, да не се тепа народ и полиција, судови, правди на државата да работи се што како треба, а не да не работи. Да работи устоката е ефтино многу, не плаќа и многу малку. Јагне продаваш и телиња и крава продаваш се ефтино, без пари. Устоката и народ го мачат и ниту тун го плаќа што како треба, а народ го мачат. Ние сме мачимо планина, а они го не прави на сената и устоката и... Абе, брате, ја како да кажам се, народ како народ сите гледа нивна работа. Се, то не е битно што си кој си. Тоа не може да кажам ништо. А народ како народ работат и... А не е битно што си кој си. Сите како народ мора да работи. Со една таксена марка отидеш у државната институција, завршиш си и сите работи. Сега, за да си завршиш некоја работа у администрацијата, мора да платиш по 50 евра
да платиш на оваа врата, да платиш на онаа врата, да платиш на онаа. Фактички се плаќаш и дерат на нас. И какво е, вика. Па не начинал социализмот, начинал ово. Кај се заврташ, секој те грава, секој те дере. Не вработени има многу деца млади. Тоа е проблемот, другото што? На што се должи таа ситуација кога зборуваме за социјалата на градот? Што се должи? Сакам да кажам дека младите не работат, дома седат. Тоа е проблемот, другото не е страшно, нема фабрики. Нема кај да се запослат. Па се е околе парата. Слабо платени, сите бегат. Источна Македонија претежно е така. Па јас сум предмима, па јас сум против социјализам. А има ли социјална правда тука? И како не? Во целиот свет нема, овде има. А национализам? И национализам нема нигде, овде има. Зошто? Па јас сум првиот, и ти вториот, и овој третиот.